Спортски поздрав, почитувани гледачи на МНЕТ телевизија. Ново издание од спортскиот магазин Трибина, кој што од самите почетоци го посветевме на македонскиот спорт. Вече разговараме со доста успешен млад каратист од Штип, кој што е гордост не само на Штип, туку и на Македонија, Марко Џорлев. Тој го освои златниот медал на младинската светска лига во Пореч, Хрватска, и тоа е повод, главна причина да гостува во вечерното издание на овој спортски магазин, како што спомнав, кој што го посветивме од самите почетоци на македонскиот спорт. Вечера во Трибина го има Марко Џорлев. Краток джингл и одеме да го проследиме разговорот со Марко Џорлев. Почитувани гледачи на МНЕТ телевизија, како што претходно најавив, еве го Марко Џорлев, кој што го освои златниот медал на светската младинска лига во Пореч, Хрватска. Вечерва еве можност да поразговара малку повеќе, пред се честитки за овој голем успех и за сето она кое што го правеше не само Штип да биде горе, туку и цела Македонија или сите љубители на каратето во Македонија. Те благодарам многу. Чест ми е да бидам повторно во МНЕТ телевизија, да зборуваме за мојот досега најголем успех во мојата спортска кариера и поздрав до гледачите. Ќе те навратам на почетокот. Најпрво, што представува светска младинска лига и колку е тежок патот да се стигне само да се учествува, потоа ќе одеме хронолошки како стигна Марко Џорлев до ова злато. Вака, ова е светска младинска лига, значи само тој ја кажува, овде учествува кремот од светското карате. Значи оваа лига учествуваат 96 надпреварувачи во секоја категорија. Знаеме дека има категории во каратето. И за да биде појасно на гледачите, ова е како лига на шампиони во фудбал. Од цел свет учествуваат каратисти на највисоко ниво и во мојата категорија во која се надпреварувам јас, тоа е минус 63 килограми, од 57 до 63 килограми. Имаше 96 надпреварувачи од 66 земји. И конкуренцијата е навистина доста тешка, многу голема. Јас имав 6 исцрпни меча до самото злато. И ова е многу големо искуство за мене. Така. И сега спомна како лига на шампиони во фудбалот, каде што одиме, 6 исклучително квалитетни борби. Дали овие борби беа можеби најтешките во досегашната кариера и одеме една по една како оди Марко Џорлев за да се стигне до златото? Да. Па навистина можам да кажам дека ова беа едни од најтешките и најисцрпните борби кои што сум ги имал до сега. Вака, јас во првото коло се борев со надпреварувач од Португалија. Тој е доста искусен надпреварувач, учествува редовно на вакви светски лиги, на европски, на светски првенства, но со добра тактика. Јас претходно го бев анализирал. За среќа таму беше еден од моите тренери на карате клуб Штип, Жарко Арсовски. Голема благодарност за него, бидејќи тој да не беше, ќе беше многу потешко. Така да со него направивме добра тактика, добра анализа. Јас бев психички спремен и успеав него да го победам со 2-0. Рутинска победа, но интересна борба. Во второто коло се борев со надпреварувач од Германија. Таа ми беше, можам да кажам, најлесна борба од цел турнир. Ја го декласирав со 7-0. Беше исто така интересна борба со многу поени. И во третото коло се сретнав со надпреварувач од Словачка. Надпреварувачот од Словачка е повозрасен малку од мене. Тој веќе сега влегува во јуниори, во тие што се од 16 до 18 години. И беше доста интелигентен борач, доста искусен. Но со добра тактика успеав да го совладам со 4-0. Немаше никакви проблеми, убаво, континуирано, рутински, успеав да го победам и него. И четвртата борба беше четвртфинале. Четвртфинале може да се каже едно од најинтензивните борби. Не конкретно ова, но во смисол четвртфинале, бидејќи ако победиш во четвртфинале и се пласираш во полуфинале, веќе имаш загарантирана борба за медал. Затоа што и да победиш во полуфинале си веќе во финале, а ако изгубиш ќе се бориш за бронзен медал. Ако изгубиш во четвртфинале, најнеизвестно. Се борев со надпреварувач од Србија. Србите знаат да бидат доста незгодни, како што беше и овој, но успеав и него 2-0 да го победам и стасав до полуфинале без да ми земат поен. Јас земав доста поени, тоа ми даде поголем ветер во грб. Потоа следуваше некој час одмор, малку пауза до полуфиналето, каде што се сретнав со надпреварувач од Италија. Надпреварувачот од Италија ми беше најтежок противник од цел турнир. Беше навистина спремен. Знаеме Италија каква држава е, колку е развиено таму каратето, сите спортови, но и каратето.
тие се многу добри спортисти и беше навистина многу интересна борба, бидејќи прво беше 2-0 за него, па го свртев резултатот 3-2 за мене, па потоа тој повторно успеа да ми земе 2 поена, беше 4-3 за него и на еден атрактивен начин во последните 3-4 секунди успеав да го соборам на земјата и да му земам доле поен, тоа е 3 поени во каратето, и од 4-3 за него борбата ја свртев за 6-4 за мене. Потоа преостануваше уште една секунда, успеав да се одбранам да не ми земе тој поен и борбата заврши со 6-4. Тоа беше преубав момент, бидејќи на ваква светска лига во ми е прво финале и е посебно за мене, бидејќи се сеќавате лани исто така учествував на оваа лига се одржува секоја година. Лани бев бронзен, а ова ми беше од лани до сега ми беше мотивација, се спремав и си реков сами од себе си, сега одам до финале. Лани така ни вети дека. Лани така беше, да. И навистина тоа си го стави во глава, упорно вежбав и успеав да дојдам до финали, не само до финали, и да победам во последната борба во која се борев со украинец. Тој беше една глава повисок од мене, голем така. И беше интересно, го водев 3-0 и потоа во последните 10 на секунди тој успеа со нога да ме земе поен во глава, беше 3-3 и беше неизвестно, но после само што почне борбата успеав да му земем уште еден поен, 4-3 и така заврши борбата, освои златен медал и чувството беше прекрасно. А какви беа тие моменти, дали можеби тука беше поддршката од фамилијата, од најблиските, дали имаше можеби поддршка од навивачи кои што дете живеат во Хрватска или можеби од Штип да потуваат да ве следат таму, поддршката од тренерите нормално тука кои што постојано се покрај тебе. Какви беа тие моменти на емоции кога ќе се искачиш на тој победнички пиедестал? Верно ли е дека ете се направил таков успех? Да, вака, значи јас како што имам кажувано и досега, мојата најголема поддршка се моите родители, каде што фала им многу, скоро секаде доаѓаат и да ме пратат и да ме бодрат. И овој пат беа на трибините со мене да ме пратат и да навиваат за мене. И тоа за мене е исто така посебно чувство, кога ќе ги видам на трибините како навиваат, добивам дополнителна сила. И тие навиваа за мене. Јас од Штип бевме со тренерот Жарко, кој што седеше нели со мене, тој ме водеше низ борбите. И исто така и Джем Пашов, кој што веќе го знаете, и тој е успешен каратист. Тој за жал не успеа да земе медал овој пат, но исто така прикажа добри борби, тој навиваше за мене. А исто така и други надпреварувачи кои беа од Македонија, кои се собраа, навиваа за мене. Така. И сега, ако направиме на компарација, анализа, ајде да речеме, од минатата година и од сега, што е тоа клучно, што покрај нели напорната работа, тоа што го спомна, дојде да освои златен медал и дали можеби конкуренцијата тогаш и сега беше потешка во однос на ланската година, или можеби пак тоа што веќе си поискусен со едно такво учество, нели па ти даваш некако повеќе можеби искуство за да се стигне до овој златен медал сега? Да, лани јас кога учествував, тоа ми беше прв голем турнир во кадетска конкуренција, бидејќи нели од 14 до 16 години е кадетската конкуренција, а јас лани бев наполнил една недела пред турнирот 14 години. И веднаш и веднаш се борев, да. Тогаш, знаете, толку големата желба за медал и да се докажам на прв турнир, а исто така можеби имаше и мало подценување страна на другите противници, бидејќи нов, никој не ме знаеше. И можеби некој си велел, ево е нов, што ќе направи, но бев многу спремен. Исто како и за секој турнир со моите тренери, со клубот, со клубските, добро се спремав. И бев супер, бев одличен. За жал во третата борба загубив, тој мојот противник се пласираше во финале, потоа тој освои лигата и тој ме повлече во репасаж. Јас победив уште 2 борби и успеав да земам бронза. Но оваа година беше малку другачие, бидејќи пред овој турнир јас бев втори рангиран во светот. Така. И знаете, тоа може да се искористи во своја полза, може некој да помисли, еве сега сум втор, па да треба да го одбрани тоа, да се докаже, па тоа да ги закочи, но кај мене тоа не беше случај. Тоа ми даде уште поголема мотивација, си велам, чим сум јас втори рангиран, не треба јас да се плашам да имам страф од другите противници, така е. И бев доста спремен, се спремав напорно, како што кажав, од цела година ми беше во глава да го подобрам успехот.
и со добри анализи успеав сега да дојдам до златниот медал. Исто така, веќе, како што кажете, поискусен една година, веќе учествував и на Европско првенство, кое за жал 5-то место бев, за малку ќе освоив медал. Повеќе искуство бев, веќе учествувал на повеќе турнири, веќе психички поспремен една година постар од лани, така да мислам дека сите тие фактори се клучни за овој златен медал. И сега, кога спомнавме на рангирање кое што е, моментално Марко Џорлев е на врвот. На таа ранг листа моментално кој што е. Што тоа точно да чеве да ја објасниме на јавноста со оглед на фактот дека ова е огромен успех покрај златото кој што го освои, избина првата листа на она ранг листа каде што си прв. Што ова конкретно значи и колку ова е огромен успех да ја појасниме на целата поширока јавност? Да, така е. Освен на телевизија, вие новинарите малку го занемари овој податок, но ова е навистина многу голема работа. Значи од цел свет, сите што се од 14 до 16 години, од 57 до 63 кг во мојата категорија, сите каратисти на цел свет, од сите јас сум моментално прв рангиран во светот. Ова не е резултат само на овој златен медал, лани нели освоив бронза, учествував во Италија на светска младинска лига, потоа бев на Европско првенство, бев пети и сега со овој златен медал успеав да се искачам на самиот врв. Ова е навистина многу тешко достижно и многу голем успех за мене, за мојата фамилија, за градот Штип, за цела Македонија, бидејќи моментално сум единствен македонски каратист што е прво рангиран во светот. А исто така морам да напоменам дека и јас сум прв македонец во историјата, значи испишав историја со овој златен медал, бидејќи младинската лига во Порече се одржува веќе 10 години. Така. Јас сум прв македонец кој освоил златен медал. Значи уште еден податок што е представа плюс на тежина кој што се добра. Апсолутно, апсолутно. И тоа е историја исто така која испишавме. Прво рангирано во светот е навистина нешто најдобро, да. Сега тоа не ми дава за право да се опуштам јас, тоа ми дава напротив мотивација, така, со што повеќе победи и учества во наредните турнири и повеќе медали, што подолго да го задржам, да се задржам на првата позиција и да докажам дека не е случајност, дека навистина заслужувам да сум на врвот на светот. И сега спомна колку е потешко да се со оглед фактот дека следната година кога ќе настапиш ќе треба да ја браниш, да го браниш златото. Така, да. Колку е тешко да се брани или можеби полесно да се напаѓа за да се освои? Па следната година јас ќе сум веќе јуниор 16 години, така да нема да биде бранење бидејќи ова беше во кадети. Тоа што е едно скале да повеќе. Да, да. А до година ќе е јуниори, со Господ напред, така да точно ќе биде како бранење спрема мене, бидејќи веќе 2 години поред сум медалист, но во исто време ќе биде и напаѓање на титулата, бидејќи ќе бидам нов во јуниори, така да и двете работи се поклопуваат и ќе ми дадат сила, се надевам. Така. И сега спомнавме дека низ својата кариера 4 пати во низа си државен шампион на Македонија, еднаш балкански ми се чини во Турција тогаш. Турција во Истанбул. Колку е најпрво тешко да се стигне 4 пати во низа, да се биде државен шампион на Македонија, каква е конкуренцијата во Македонија, па потоа ќе се пресели на балканското првенство? Така. Значи во Македонија не е многу голема држава, но Македонија го сака каратето, има доста каратисти кои што тренираат. Сепак, нели, не е конкуренцијата како во поголемите држави како Италија, Шпанија, Турција, Франција, сега да не ги бројам. Има добри каратисти, но не е до толку тешко ако си доста спремен и талентиран, кој што фално на Господ, јас навистина имам талент за карате. 4 пати во низа, нормално треба работа, треба труд, но не е толку голема конкуренцијата во Македонија. Сепак, например, во Македонија за да станеш државен првак, треба да освоиш медал на државното првенство, потоа има плейоф. Тоа е медалистите од државното првенство кои се златен, сребрен и двата бронзени, се борат сите меѓу себе и кој има највеќе победи, тој се пласира на европско или на светско. Така, јасно. И за тоа се 5-6 победи отприлика. Еве јас минатата година со 6 победи успеав да се квалификувам за европското првенство. Нормално тешко е, но со упорна работа не е толков проблем. А например кај во Италија баш пратев последната година имаше над 100 надпреварувачи во категорија.
Тоа сега веќе таму силна е веќе многу конкуренција, поголема борба да се стигне конкуренција. или да се Така биде е. државен шампион на Италија. Да, Претпоставам во некои поголеми држави како Германија или Шпанија, да кажеме, каде што сигурно е претпоставам уште потешка борба. Апсолутно. И сега кога зборуваме за Балканското првенство, освен златен медал во Турција. Ајде да те навртам малку и таму, ние претходно сме зборували и во претходната емисија, но и во самите прилози кои што ги подготвуваме, колку беше гордост и тешко да се стигне до тој златен медал на Балканското првенство и колку можеби тоа даваше на тежина за секој нареден успех да го правиш или мотив за секој нареден успех, вклучувајќи ги овој златен медал. Така е. Тоа е во посебно место во моето срце, можам да кажем, бидејќи е прв поголем мој успех. Веќе бев државен шампион, но балкански шампион веќе е тоа многу поголем успех. Зборуваме за балкански шампион, малку проширени граници, со оглед на фактот дека тука и Турција претпоставам Тука е и Турција и Кипар. Така, значи зборуваме за нешто поголемо, веќе цела источна Европа е веќе тука. Па да, може да се каже, учествуваат 13 држави на балканските првенства. Тогаш јас бев се напреварував во деца, бев 13 години. И тоа мислам дека беше мостот кога од така како што тренирав карате, не беше уште не бев професионалец. Да. Тоа беше мостот кога го освоив златниот медал, кога навистина си реков јас сум навистина за професионалец, професионален каратист, ова го сакам најмногу, ова ме прави најсреќен и од тогаш почнав напорни тренинзи и си дојдоа и другите успеси. Така. А се сеќавам, многу убаво беше, тогаш имав 32 надпреварувачи со 5 исто тешки борби. Дојдов до златниот медал и тогаш за прв пат го завеав македонското знаме на првото место. Чувството беше прекрасно. Емоции се будат. Емоции, така. Тогаш не беа моите тренери таму, бев со моите родители. Сите од федерацијата, од репрезентацијата ми честитаа. Ми дојдоа и солзи на прв момент кога го освои златниот медал, бидејќи знаете, победи 20 надпреварувачи од Турција, какава е Турција, Србин, Црногорец, Босанец. И сите тие и на подиумот Босанец беше второ место, Турчин и Црногорец до мене и гледате само Македонија прво место. Навистина гордост, убаво. Така, и се буди патриотизмот во тие моменти. Така, и едноставно е добар репрезент, се представува Македонија во едно добро светло. Нормално. На спортски план низ така, целиот свет. И сега како најпрво ајде да за оние кои што може по прв пат следат или почнуваат од после да те следат за сите оние твои успеси, ние спомнавме во првата емисија која што некаде пред една година ми се чини снимавме, може и нешто повеќе. Што беше пресудно за Марко Ѓорѓев да навлезе во каратето? И јас карате тренирам од 5 годишна возраст, позашто 5,5 години, сега сум веќе 15, значи скоро 10 години, сум во каратето. Јас можам да кажем, фала му на Господ, така и требало да биде, бидејќи стварно мислам дека сум надарен за карате, но пресудниот момент беше, јас уште од мал, кога бев 4-5 години, многу сакав да гледам филмови. И со мојот татко редовно си гледавме филмови и тогаш излезе новиот дел Карате Кид со Джеки Чен и со Джейден Смит, на Вил Смит синот. Така. Тој ми остави многу голем впечаток и му кажав на татко ми, на мајка ми, потоа сакам да пробам карате, сакам да се запишам. Тие веднаш ме поддржаа, рекоа ајде и ме запишаа во најдобриот клуб, карате клуб Штип, кај тренерите Сашко и Жарко Арсовски. И како минува времето, се повеќе го засакувам овој спорт и каратето и тренирам се понапорно и веќе сум професионалец. Од денешен аспект, колку си горд на сеа кој што си го направил досега? И среќен? Да, многу сум среќен, горд сум на себе, бидејќи само сум 15 години, а веќе имам доста успеси зад мене. Но не сакам толку така сега да размислам за тоа, бидејќи едно сум многу млад, само што започнувам со мојата спортска кариера, едно сме следуваат јуниори, а потоа најважното сениори. Така да сега гледам само напред, се фокусирам на тоа што е следно, а вака кога ќе се навратам на успеси, еве сега ова е најскорешниот успех од Пореч, златото, балкански шампион, лани бронза, пето на европско, навистина се големи успеси. Претпоставам овој засега ќе е најгорд. Така е. Ова е најголем и најгорд сум на ова. И сега ако ги тргнеме медалите настрана, која ти е најатрактивна борба која што можеби ќе ја паметиш, барем засега нели во досегашната кариера, која што ти оставила можеби сеќавање или борба која што тешко се стигнало да се добие? Па имало такви борби наистина, но ајде ќе издвојам две борби, тоа беше на Балканското првенство кога освоив злато, кога се борев во полуфинале со турчинот. Јас губев 1-0
И потоа успеав да ја свртам борбата 3-1. И бидејќи ми беше прво големо финале, можеби затоа ми е оставило трак. А исто така, можеби и реално најинтензивна и најјака борба во која што сум се борел беше сега што ја раскажав полуфиналната борба на овој турнир против италијанецот. Бидејќи бевме и двајцата многу спредни, имаше 2-3 пресврти, значи прво тој, па јас, повторно тој и јас на крајот успеав да му земам поен. Во тие моменти, знаете, и еуфорија, и добивате дополнителна сила, и дефинитивно ова е најинтересната борба која што ми оставила најмногу сеќавање, најголем трак. Така, Сега ова е скоро, ама претпоставам дека ќе ми остане како една од најтешките борби. Така, ако спомнеме во делот на пораз, има ли некој пораз кој што ден денеска те боли или кој што можеби си велиш ако направив тој потек, можеби ќе земев поен повеќе, па ќе победев? Ти се вртели нешто на изгледа така? Како не, значи има и порази. Така беше во Венеција на Младинската лига, во која што учествував минатата година. Таму немам што да зборувам за потези, бидејќи не се борев воопшто добро. Изгубив во првото коло, едноставно ме фати некоја трема. Ми беше втор турнир после Пореч, така голема светска лига. И мора да се сеќавам, знаете, јас не сакам да се навратувам на тие моменти, но ако па не се навраќаш, може повторно да се деси истото и мора да ги надминам тие моменти. Така доста криво ми е за тоа, и криво ми е исто така за Европското првенство сега, за кое што во полуфинале беше тесна борба, но изгубив, а потоа се борев за бронза со надпреварувач од Словачка и изгубив 2-1. И можеше за малце да освоам бронзен медал од европски, тоа ќе беше исто така огромен успех, европски медалист. Имаше и некој поен кој што судиите не ми го дадоа, кој што мислам дека требаше да се досуди. Но тоа е сега, ајде, одиме на наредното сега, имам светско првенство, па повторно европско. Така. И сега, кога зборуваме за каратето како спорт, колку е тежок овој спорт, колку бара дисциплина, колку бара жртва, со оглед на фактот дека ти си одличен ученик, се постига ли време да се има и за пријатели, за другари, слободно време, да се посети време на училиште, да се посети време во сала на тренинг и така натаму. Бидејќи често патуваш со оглед на фактот дека има нели турнири кои си подалеку, па тоа одзима време, па тоа одзима нели губење на часови или денови на настава, па да се надокнане сето тоа. Така е. Видите, има време за се, само треба добра организација на времето. Ако нема организација и ништо да не спортуваш, ќе ти биде малку времето. Но во право сте, јас и многу често сум надвор од државата на турнири со клубот, со репрезентација и за среќа, сега кај што учев, завршив 9 одделение во основното училиште Ванчо Прке, немаше проблем, имав добра класна, кој што ми ги оправдуваше сите изостаноци. Сега се запишувам средно гимназиско училиште, од септември сум средношколец, така да ќе видиме, да мислам дека нема да има проблем. Апсолутно мора од сега да кажеме дека мора да те поддржува. Апсолутно, да, треба да знаат све. Да, бидејќи се работи за нешто и јас нонстоп тоа го зборувам за било кој спортист дека мора тој што е добар ученик и добар спортист мора да биде поддржан и нели некогаш да се оправда за да може да му се даде поддршка на тој спортист да успее, бидејќи сепак спортист како тебе мора секогаш да биде поддржан. Така е. Сега и јако за мене спортот представува нешто најубаво и најмногу уживам во спортот. Многу е битно и школото, никако не смее да се запостави и училиштето. Така да мора, како што кажеш, добра организација на времето, да се посвети време и на учење. Мада добро е тоа кај мене што јас сум присутен на часовите, слушам и не ми треба толку време дома да посветувам на учење. Кога имаме слободно време и јас и сите заедно со моите клубски излегуваме надвор, се дружиме и со другари од училиштето. Така да има време за се, а мислам дека тоа е бидејќи имаме дисциплина, како што кажавте, многу е потребна дисциплина, но каратето како спорт прво ја вградува дисциплината во тебе, прави да си дисциплиниран, потом е и до тебе, за да останеш дисциплиниран и фокусиран. Каратето е многу убав спорт за тоа. И сега кога спомнавме училиште, кога ќе се вратиш назад во училиште после секој голем успех, како учениците, професорите, нели наставниците ќе те пречекат, дали може има некое прашање, дали беше тешко, како успе да стигнеш, која борба беше интересна и така натаму. Тоа е исто така многу убав момент кога ќе се вратам повторно во училиште после некој голем успех. Прво сите наставници се многу среќни, бидејќи
И во училиштето сум добар ученик, ме знаат, имам добар однос со сите наставници и тие се многу горди на мојот успех. Учениците им е интересно, секогаш ме прашуваат како беше, што беше, како беа борбите, со кои се бореше. И тоа се многу убави моменти кога раскажувате, а знаете дека сите се горди на вас. Така да супер. И сега, да бидејќи влегуваме пополека во финишот емисијата, едно почесто прашање кое што доста често знаат да се постави кога каратето како еден или боречки спорт, колку е тежок каратето, зборуваме од аспект на некое детенце кое што сака да започне. Еве, спомна ти на кој си 5,5 години си започнал, гледајќи филм кој што те навлекува, Карате Кид, доста познат филм кој што претпоставам дека нели имаше некој идол за кој што покасно ќе позборуваме за тоа. Колку прво овој спорт е тежок од аспект на можеби на безбедност, бидејќи има чест контакт, дали е заштитен овој спорт, колку они деца кои што се плашат, се колева, дали или родителите од страв да не се повреди детето, колку да го делуваме тој момент дека сепак каратето не е така како спорт, дека сепак е заштитен, дека нели не може да дојде до нешто непосакувано од големи размери да се дојде некоја посериозна повреда, иако нели се дешава за жал и такви работи. Нормално сега каратето е боречки спорт. Понекогаш има некоја мала повреда, но тоа е навистина незанемарливо во однос на како секојдневно се одвиваат тренинзите, бидејќи ова не е фул контактен спорт како што е кикбоксот или боксот. Например, во глава ударците се смеат само допир да има. Така да многу ретко се случува ако се испушти, ако нема контрола некој удар, па да има некоја повреда. Во тело смее удар, но затоа имаме и вежби за зајакнување на телото. Каратето е затоа многу добар спорт. Прво, прави да имаме поголема дисциплина. Второ, не сплотува сите што сме клубски, да сме поблиски меѓу себе. Потоа го прави зајакнување на телото, здобивање со поголема самодоверба, апсолутно. И сакам да кажам дека ова не е само спорт за момчиња. Еве во карате клубот Штип, можеби, сега не знам точно бројка, но можеби има и повеќе девојчиња, бидејќи овој спорт го тренираат многу и девојчиња и момчиња. Еве и на светските младински лиги, колку има и машки, толку има и женски. Така да и сите женски кои што ги влече карате сакаат да пробат, слободно нека се запишат, бидејќи повредите се многу ретки и мали, не се сериозни повреди, има многу повеќе убави работи. Така. И сега, кој е твојот идол кој што го пратиш, го следиш, го гледаш, кон кој што можеби цели си велиш да бидам и јас еден ден како него? Па прво од домашната сцена и од моите најблиски, тоа се моите тренери Сашко и Жарко Арсовски и најдобриот македонски каратист на сите времиња Емил Павлов, кој што веќе не е активен надпреварувач, но доста време трениравме заедно, така да се стремам да го надминам него во успесите. А од светската сцена има доста каратисти кои што ми се симпатични и ги пратам, ги следам цело време. Тоа се Мохамед Ал Џефари од Јордан, Јусеф Бадави од Египет, Абдал Азиз исто од Египет. Египјаните се многу добри во каратето, посебно сениорските категории, така да пратам од секој држава, од секоја категорија најдобрите ги гледам и впивам како треба, што треба. Така. Сега пополека она што го најави претходно, кои се твоите рутини кои што ги имаш? Еве пример, што најчесто правиш? Еве конкретно ако го анализираме сега светската младинска лига, што најчесто Марко Џорлев прави пред да излезе на борба? Не знам, еден час претходно или ден претходно, кои се твоите рутини за време кога сте претпоставам во карантин за подготовки, како одат тие тренинзи, колку треба да си посетен, колку треба можеби да се тргне телефон настрана, нема социјални мрежи и така натаму. Што е твоја рутина? Можеби читање книга, слушање музика или едноставно само тишина? Па за мене најбитниот дел е, да кажеме, неколку недели или месец пред турнирот се концентрирам максимално на тренинзи. Многу е битно и да нема и претренираност. Значи да е умерено, да доволно да си истрениран за турнирот кој што следва, да сум истрениран, но и да не сум претрениран, бидејќи тоа е лошо. Јас убаво си ја темпирам формата и заедно со моите тренери, анализирам, ги гледам моите противници, бидејќи веќе ги знам кои се во мојата категорија и често знам дома, обично со мојот татко, бидејќи и тој многу сака да анализира со мене. Пуштиме некој, го гледаме каде може да му се земе поен, што му е негова слабост, што тој највеќе прави. Така да на тоа се концентрирам повеќе пред надпревар, а кога ќе дојде денот да се борам, немам некој
ритуал како да слушам музика или читање книга, едноставно само се концентрирам, прво си кажувам молитва, бидејќи јас сум православен христијанин, а потоа многу е битно да си 100% фокусиран пред мечот, умот да е 100% во борбата и во противникот, публика веќе тоа други работи, што ќе се биде после втора, трета борба, тоа ништо не е важно. Важно е само ти, противникот и соедно ту кон тренерот. Така. Го слушам. Да се слуша на сокет. Така. А исто така и пред голем турнир го намалувам телефонот, гледањето на телефонот и социјалните мрежи, за да не ме деконцентрира. Повеќе се фокусирам само на турнирот. Кој е можеби советот кој што ти останал во сеќавање, си го добил можеби од тренер, од родители, од некој друг надпреваровач, што на кое што најчесто ти е како некоја водка, кон што се стремиш за да постигнеш нешто, како мотив едноставно ти дава? Или ете да речеме, што те мотивира во момент кога спомнавме и претходно на овие нова, нели, светска младинска лига, меѓутоа и на други борби каде што си правил конкретен пресврт. Што она што ти дава, не знам, мотив да се сврте резултатот, а се работи за секунди до крајот на преварот? Да, па тоа е, според мене тоа го имам сам заклучено и со гледање други борби сениорски и со мои борби веќе сум поискусен. Најдобро е да останете смирени, бидејќи јас како правам јас, кога еве водат спрема мене, конкретно сега полуфиналето, јас губев со прво 2-0, потоа 4-3. Знам дека сум се спремал максимално. Така. Знам дека ги имам едни од најдобрите тренери. Знам дека се тука моите родители кои што ми даваат максимална поддршка. Така. Само си велам, јас сум истрениран максимално и сум спремен и ова не е ништо, јас можам да го свртам резултатот. Многу е битно да не тргнете само како да гонете резултат и да немате план. Треба да останете смирени, да направите тактика во главата, тоа мора да е брзо, нели неколку секунди, бидејќи борбата е се на се 2 минути. Но мора да направите план, да останете смирени, само да си кажете можам јас сум спремен за ова, сум стасал до полуфинале, сум второ рангиран, веќе сега прво рангиран. Така. И едноставно добра тактика, поен и да го реализираш тоа. Така е. Спомнавме 2 минути. Дали некогаш се случувало кога водиш да тие 2 минути се премногу долго за да заврши, нели? Или кога губиш тие 2 минути се премногу кратко или брзо да минува времето? Да, тоа е секогаш така. Кога водите, вие многу долго, кога губите, вие кратко. Но еве јас досега многу често правам пресврти, така да често сум под притисок, но можеби и така подобро изработам. Така да водам, па губам, па така и таман си да 2 минути. Составен дел за да се најде она победничка формула. Така. Спомнавме за крај, како последна тема, отвараме следните предизвици кои што ги пред Марко Ѓорлев. Што имаме до крај на ова 2026 година или наредната 2027 или 2028 некои поголеми наставни или активности кои што ќе ги имаш? Да. Прво сега со Господ напред имам квалификации државно првенство, изборен турнир за квалификации на светско првенство. Тие се во септември, ако се квалификувам, ќе учествувам од 14 до 18 октомври на светско првенство, баш светско првенство, кој што ќе се одржи во Бјелско-Бјала во Полска. Така. Тоа е досега ќе биде најголем турнир. Здравје да се квалификувам, таму ќе сакам да атакувам на медал. Најголем успех досега тоа на светско првенство е на мојот тренер Сашко Арсовски, кога во казачка конкуренција во Јоханесбург има освоен сребрен медал. И моја цел ќе биде да го повторам неговиот успех, а посебно драго ќе ми биде да го надминем и да станам светски шампион. Тоа ќе биде нешто прекрасно. Така да тоа е сега на што се концентрираме. Сега следува 10 дена мала пауза, така полесни тренинзи, а здравје од август повторно почнуваме јако темпо да се спремаме за светското првенство. Потоа здравје пак ќе учествувам на светската лига во Италија и ќе има државно првенство, повторно изборен турнир за европското кое што следува ќе биде во Арменија 2027. Ќе биде во февруари. Така, значи пред тебе има еден период, прво најкратко да кажеме, одмор мал, да. А потоа веќе интензивни подготовки за се кој што со оглед на фактот дека големи настани те очекуваат. Така. Ќе ти се благодарам уште еднаш, ќе ти посакам многу среќи и успеси, да останеш вака посетен како до сега и овие успеси, овие злата да се редат и на големи надпревари, дај Боже еден ден од Олимпијада да се врати со еден медал, да биде па и златен. Дај Боже.
Почитувани гледачи, ова беше Марко Џорлев, краток джингл, подеме да се одјавиме со оваа емисија која што ја посветевме токму на Марко Џорлев и златниот медал кој што го има освоено на младинската светска лига во Пореч, Хрватска. Ова беше комплетниот разговор кој што го подготвевме со Марко Џорлев за неговите успеси во досегашната млада кариера, за неговите почетоци, за тоа како стигнал до овој златен медал кој што е голем успех на оваа светска младинска лига во Пореч, Хрватска, меѓутоа и за сите негови предизвици кои што ќе бидат во иднина. Ви благодарам што и до крај го следевте и ова издание од спортскиот магазин на Трибина. Останати понатаму со програмата Дневна телевизија. Спортски поздрав до некое следно издание од спортскиот магазин Трибина.